Општината се однесува скандалозно и не ја интересира безбедноста на граѓаните. Ова денес на пресконференција го кажа штипскиот огранок на ВМРО ДПМН, потенцирајќи дека оваа негрижа се гледа секојдневно. Во ова најругло место во градот, возрасен човек пропаднал во дупка длабока 3 метри. За да биде излечен морале да интервенираат итната помош и пожарната. Дупката не била обележена, па ова можело да се случи со некое дете или пак во случајов да заврши трагично. Веднаш потоа, властите исплашени од осудата на јавноста ја обележале дупката, меѓутоа несреќата веќе се случила. ВМРО ДПМН неколку пати апелираше за итно и неодложно финиширање на платото покрај пензионерскиот дом. Меѓутоа досега не наидовме на слух од власта. Затоа ВМРО ДПМН ја прашува власта. Уште колку несреќи треба да се случат за општината конечно да го заврши тоа што одамна го започна? Што треба да се случи за власта да ја свати сериозноста на апелите на ВМРО ДПМН? И конечно, локалната самоуправа да одговори кога е крајниот рок за завршување на овој минијатурен проект. На пресконференцијата писмено реагираа од општина Штип. Во врска со случувањата кај платото кај пензионерскиот дом, ги известуваме граѓаните дека сите градежни активности во овој дел од градот се одвиваат согласно правилата и прописите, а безбедноста на минувачите е загарантирана, бидејќи местото каде да се спроведуваат градежни активности е прописно означено со лента за предупредување и заштитна мрежа. Апелираме до граѓаните да ги почитуваат предупредувачките знаци, да не ги игнорираат преземаните мерки за обезбедување, за да не дојде до несакани повреди. Инаку, платото пред пензионерскиот дом е во завршна фаза. Станува збор за проект кој што се изработува доследно, темелно и со акцент на квалитетна и трајно добра изработка. Овој дел долги години стоеше како ругло во градот, а конечно ќе биде поплочен и ќе придонесе за поубав лик во централното градско подрачје. За подсетување, пред поплочувањето и визуелното уредување, на овој проект му предходеше реконструкција на водоводна и канализациона мрежа, што представуваше горлив проблем за жителите и докенџиите од овој дел од градот. Стои во писмената реакција од општината.